Од тема спорт на тема култура. Пиволент се случува кога, каде, како колешката Симона Бачваровска во следното јавување. Симона, те слушаме со внимание, веројатно сте подготвени веќе со организаторот. Те следиме, повели. Да, подготвени сме и за ова линковско вклучување, Јована. Се наоѓаме во паркот на франкофонијата за да најавиме дека од 21 до 23 август Скопје повторно ќе биде во знакот на пивото, музиката и урбаната музика. Тука сме со еден од организаторите, односно Пане Темов, за да дознаеме се околу деталите, затоа што ќе има и богата музичка програма, секако многу разновидни видови пиво, а се разбира и неизбежливо е да спомнеме дека е 14-то издание на Пиволент. Па првото прашање нека не биде тоа, како успеа фестивалот да прерасне во традиција и бренд? Па 14 години е сериозна бројка на години. Фестивалот проаѓал низ разни ситуации. Фестивалот шетал исто од еден простор во Скопје на друг. Кадето ни беше нака фейвор за фестивалот прави, мислам дека до година едва и очекуваме да може би го вратиме пак назад на Кале. Така да оваа година е 14-то издание, имавме неколку години од паузи, значи од пред 18 години почна фестивалот. Се разбира и ковидот и све друго. Оваа година имаме богата музичка програма, секогаш со наши артисти од 95% овој пат. Имаме само еден српски бенд, Six Pack. Иначе првата фестивалска вечер ќе биде со Бени Шакири, нашиот диџеј Галовски и уште неколку два млади бендови. Следниот ден е секој ден е новитет на фестивалот, завршуваме со диџеј. Следниот ден имаме неколку млади бендови. Тоа сакам да напоменам дека на Пиволент секогаш ние им даваме шанса и на нашите млади бендови, гитарски бендови кои свират гаражни бендови кои свират по места и сега може да се представат на Пиволент. И као главни звезди ќе бидат таа вечер Јорданов диџеј и Кукулеле. Во саботата завршната вечер е резервирана за Дани Димитровска, пауза за ракија и пак на крај со нашиот диџеј Димитри Фомчај. Така да, он е специјален гостин од Чешка ни доаѓа, наш артиста се разбира. Така да, ќе имаме баш пред некој ден кога кажав 118 врсти на пиво ќе има. Углавном секако нашите фабрики за пиво, Скопска, Прилепска пивара, секако сите увозници на пиво ќе дојдат со своите производи да ги презентираат и ние секогаш имаме можност за пиво кои се прават кај нас, крафт пивари, као и нашата. Така да ќе презентираме нови вкусови IPA, Портер, Indian Pale Ale, Портер, Вайс во домашна атмосфера. Направени, мислам, во крафт, во мало производство. Така да ќе имаат луѓе да пробаат доста врсти на пиво. Да, всушност се она што е во знакот на Пиволент, меѓутоа освен одличната музичка програма и поддршката на македонските артисти пред се, а и многуте видови пиво, што е она што во целина може посетителите да го очекуваат, иако би рекла дека веќе некако таа традиција и ова 14-то издание од прилика некаде и знаат што би можело да се очекува, меѓутоа дали ќе има некои новитети и веќе вметнувате гастрономијата во ваквите настани, па колку е тоа важно всушност покрај пивото и музиката да има и еден дел каде што се представува и македонската храна. Така е. Значи, ние секогаш сме давале можност на некои ресторани да се презентираат на нашиот фестивал. Ние имаме, се разбира, вкусни пива, но имаме и добра храна. Така да скарата ќе биде неизбежна и овој пат. Секогаш имаме ние посебно место кај што ќе е храната, нели ќе има food corner, кај што имаме, сакам да кажам дека оваа година ќе имаме и инсталации за возрастни, за деца, кај што ќе можат децата помладите луѓе да се забавуваат. Така да новитети на Пиволент секогаш има. Јас мислам дека можеби за Пиволент да кажеме рекордниот број на пива. Мислам дека толку пива сме немале до сега. Така да, пошто и времето се менува, па да имаме доста увозници кои увезуваат германски, белгиски пива, француски пива.
Така да ќе пробаме, ќе Тоа е видиме. слоганот на самиот овогодишен фестивал, дојди види испиш, тоа е пораката, освен што ќе може да се пробаат многу пива или ги очекува и одлична забава. Па видите, ние сегаш имаме слоган, оваа година слоганот е дојди, види и испи, така да и немој да возиш, дојди пешки, пошто сме у центар, така да мислам дека да бидеме совесни граѓани, да се напиеме, ама да се забавуваме. Предпоставувам дека веќе подготовките се при крај, каде ќе бидете тука во паркот на франкофонијата лоцирани со сцена и со фуд корнер, се она што ќе имаме можност да Да, ние идеме и оваа година пивата на Пиволенд нема да бидат скапи, основните пива кои се од нашите производители ќе бидат 120 денари. Така да цените се стварно сегаш на Пиволенд биле добри за добра музика, за добро пиво и нормално да се проба. Пошто знаеш, да кажеме во кафич или дома не, во кафиче се цените скапи, а дома не ти се пие, така да. Да. Благодарам многу за разговорот и ви посакувам успешно 14-та Фала ви што дојдовте и да ги обвестиме. Фала. Благодарам уште еднаш, тоа беше разговорот со Пане Климов, еден од организаторите на Пиволенд 2025. Од утре па до 23 август започнува добро познатиот фестивал на пивото тука во Скопје.